На добиточниот пазар во Облешево денеска имаше повеќе продавачи отколку купувачи. Сончевото време намами голем број пазарџи и меѓутоа само мал број од нив дошле нешто да испазарат. Побројни беа продавачите на добиток, пред се прасење свињи, овци, телиња, а можеше да се најде и по некоја јагне. Вообичаено за овој период од годината најголема понуда имаше на прасињата. Што нудите? Што продавате? Evet, свинченца. Колку се тешки? Околу 100 на кило, 90 стотка. Која е цена? 110. 110 денари килограм жива мера. Жива мера. Ова 10 денари повисоко заради тоа што се од здрава, чиста средина. Да, чист воздух, чиста храна, еколошки. Што ги храните? Само јачмен и пченка. Има ли интерес? Многу слабо. Се нудеа и одгоени свињи по цена од 100 до 110 денари за килограм жива мера. Према прасето, трашиме големината. Од кило, од прилика не даваме, ама иначе нека од кутура даваме ги. Так, околу 2-3 Нема 3.000 ни да туку те, на човек му по 2.400, тука се 2.200 према големките. Ова е трашам околу 2.800 на ова е поголемкото и Да. Има ли интерес? па гледам, Нема неко купувачи питата не купуваат. Питата не купуваат. Тоа ми е. Инаку добра раса. Абе расата се повише на место ги рачунаме, така зима и за пати од фарма ги зима мајката, па сега тераме така. Тераме се мал бизнис, сакаме нешто да вртиме меѓу нас. Храната да потрошиме и тоа е наше производство. Уште во ранните утрински часови се продале 2-3 јагниња, меѓутоа нашата камера го сними единственото за кое собственикот бараше 160 денари за килограм жива мера. Што продават? Јагниња, Колку идат јагниња? 160. 160. Так. Имате ли многу јагниња за продавање? Нема, сега са мали, малку ја имам 15 овце само. Така, колку овце чуват? Јали? Да. Малку 15 имам, јас сум 85 години. А би спатувам, ама кој може да чува, кој може како, ја не можам да чувам. Среде зимо најголем проблем за одгледувачите на добиток е храната, која како што велат е многу скапа, па од мали свињарски фарми не може да се оствари позначаен профит. Продавачите велат дека заработувачката одва и ги покрива трошоците за храна и слично. Трговците од поголемите центри во државата на вториот овогодишен пазар ги немаше, што директно влијаја врз прометот. Со зголемувањето на понудата на јагниња се очекува и тие да се појават и да ги раздвижат со